Почитувани гледачи, Градинарскиот центар Хорти Дизајн ви представува Карамфилот е цвеќе кое што е надалеку познато по својата убавина. Грците го нарекувале и божествен цвет, со право, затоа што во неговото име Диантхус се кријат два старогрчки зборови, Диос, што значи Бог, и Анткос, што значи цвет, па оттаму и неговото второ име Божествен цвет. На ливадите растат самоници од Диантус делтоидес. Во градината го одгледуваме кинескиот карамфил Dianthus кинесис, кој е висок околу 40 см и има еднослојни мирисни цветови и може да биде во разни бои. Обично се сее во април директно на местото каде сакате да расте. Турскиот карамфил Dianthus barbatus има густо наредени цветни главички кои може да бидат еднобојни или шарени. Висок е до 60 см и постои едногодишен и двогодишен вид, па во зависност од видот треба да се прилагоди сеењето. Најдобро успева на сончево место, во земја која не е кисела и со добра дренажа. Меѓу најпопуларните трајни карамфили е Dianthus alvodi. Расте многу брзо и цвета постојано од јуни до септември. Го има во голем спектар од бои, а може да се посади и во сандачиња на сончево место. Се размножува со резници кои лесно се закоренуваат. Карамфилите со големи цветови кои ги ставаме во вазна одгледани се од еден американски градинар. Пред да ги ставите во вода, отстранете ги листовите кои би дошле во допир со водата и засисчете го стеблото косо 1 см под зглобот. За одгледување во домашни услови во вашите градини пожелно е да ги користите вариететите на Еверест кои што имаат покрупен цвет или пак на росеа, за која што е типична розевата боја на цветот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Под името лијани или кринови се познати сите луковичести растенија кои што се омилени и мощно популарни за одгледување скоро во сите краеви од светот. Со нивното вкрстување се добиваат нови видови кои што се многу полесни за одржување. Лијаните или криновите можете да ги сретнете во различна височина. Едните се со понизок раст и достигнуваат од 30 до 40 сантиметри, а додека оние повисоките видови може да достигнат и до 2 метри и повеќе. Затоа, секогаш треба внимателно да им го одберете местото каде што ќе бидат засадени. Цветот на лилијанот има 6 латици, а ги има во речиси сите бои, еднобојни или во комбинација со 2 до 3 бои. Цветовите растат на врвот од стеблото и може да ги има од 2 до 20 цветови со диаметар од 3 па се до 30 см. Многу видови имаат многу интензивен мирис, толку јак што на некои луѓе им пречи и предизвикува главоболка. Сите лилијани, освен белиот Lilium candidum, може да се садат во есен или рана пролет на длабочина од околу 15 до 20 см на сончево или делумно осенчано место. Земјата нека биде добро дренирана. Најдобро е на дното на дупката во која ќе ја садите луковицата да ставите малку покрупен песок, па луковицата на која сте ги расшириле корењата посипете ги со песок, па дури тогаш ставете ја земјата. Lilium candidum треба да се сади поплитко, тоест луковицата да биде прекриена со околу 5 см земја во октомври и ноември пред да стигнат првите мразови. Ако е зимата блага, луковиците нема да мрзнат освен ако се насадени во земја која е многу тешка и непропусна, па може да загнилат. За секој случај при јака зима, заштитете ги со слој од гранчиња и суви лисја.
Во периодот на раст и цветање сакаат многу влага, па редовно поливајте ги. Кога цветовите ќе овенат, отстранете ги бидејќи ќе ја исцрпат луковицата хранејќи го семето, а растенијата кои ќе се размножат од семе нема да бидат исти како матичното. Листовите и стеблото оставете ги да пожолтат, па потоа отсечете ги. Лилијаните најдобро е да се размножуваат во есен со одвојување на млади луковици од матичната. Така ќе добиете растенија кои се исти. Новите растенија ќе пуштат цвет дури втората година. Криновите се мощно декоративни како режано цвеќе за во вазна. Но пред да ги ставите во вазна со вода, прво што треба да направите е да им ги отсечете стебленцата во косо со долг остар рез. А потоа да им ги отстраните оние листови кои што би биле потопени во вода, за да на крајот кога ќе се отворат чашките, цветовите, им ги отстраните и прашниците. Зошто? Затоа што правот од прашниците кој паѓа на површината на која што стои вазната може да направи дамки. Секојдневно менувајте им ја водата, а за возврат тие ќе ви го развеселат и разубават просторот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.